Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде министерот за спорт Борко Ристовски. Добро дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата. Министре, 2 години Министерство за спорт. Сепак, како и да гледате, фактите и бројките не лажат, а тие се на ваша страна. Зборуваме за многукратно зголемени резултати во однос на она што беше Агенција за спорт и млади, денеска е Министерство за спорт. Значи, колку што ги видов ја бројките на брзина, бројките се многукратно зголемени. Зашто зборуваме за колкави бројки во основа еве за гледачите? Па добро, мислам дека споредбата, ако имаше некоја дилема кај одреден круг на луѓе во општеството, дали треба да се прави Министерство за спорт и зашто се прави Министерство за спорт, бројките денеска после 2 години Министерство за спорт го покажуваат, ја покажуваат логиката на создавањето на Министерство за спорт, а тоа е 4:1 зголемување во капиталните инвестиции за само 2 години, во споредба со капиталните инвестиции на владата на СДСМ и ДУИ за 3 години, што значи дека би одело и повеќе, меѓутоа ние само постоиме 2 години, може да се споредуваме само со нашите 2 години, а со нивните 3. Така да 4:1 е резултатот во капитални проекти кои што се дел од нив клучни, дел значат подобрување на квалитетот на животот на младите, дел значат подобрување на спортската инфраструктура. На крај на денот сите тие кои ќе соберете значат дека придонесувате во враќањето на буџетот средства со самото тоа што градите и инвестирате во спортската инфраструктура, а воедно и го подобрувате, како што кажав, и квалитетот на живот, го подобрувате и начинот на кој што треба да се развиваат нашите дечиња, нашите деца, го подобрувате и квалитетот на спортувањето на врвниот спорт, така да ова е само еден дел од оние работи кои што почнавме да ги правиме, следуваат уште многу капитални проекти во иднина и мислам дека постоењето на Министерство за спорт и оправда апсолутно и комплетно својата цел. Вложувањата во капитални инфраструктурни спортски проекти на Министерство за спорт за 2 години постоење се преку 20 милиони евра, а вложувањето на тогашната Агенција за млади и спорт на во времето на СДСМ и ДУИ за 3 години се скромни и би рекол подценувачки према спортот и према општеството 5 милиони евра. Така да пак ќе повторам и ќе резимирам со тоа е дека споредбата е апсолутно на наша страна, споредбата е неспоредлива да кажеме. Вака жаргонски мислам дека следуваат само уште повеќе проекти и пак ќе повторам да си ја направиме Македонија поубаво место за живење, секој во својата фела. Јас зборувам за мојата фела денеска, тоа е спортот и спортската инфраструктура. Кога би ја направи разликата, бидејќи е 2 години наспрема 3 години и милионите би било и 5-1 би дошле, а не 4-1. Па добро, овие 2 години не се баш 2 години, затоа што имавме некои си 3 до 4 месеци кои што траеше трансформацијата од Агенција за млади и спорт во Министерство за спорт, што ќе каже дека овие резултати се за година и половина, не се за 2 години, така да имаше, да беше споредба да постоевме 3 години, сигурно резултатите ќе беа и 5:1, ако не и 6:1. Ми оди математика, ако е година и пол наспрема 3, 4, 5 наспрема 20, 8:1. Па ете, може би 8:1, меѓутоа ајде да бидеме малку и скромни, да одиме со еден резултат, нека биде 6:1. Така. Значи, може да констатираме дека она најчестото што доаѓа токму од кујната на опозицијата, дека сите сте исти, не сте исти, дека има разлика, нели? Видите, една од целите кои што јас се одлучив да влезам во политиката е токму тоа, да се разбие таа фама дека сите сме исти. Не сме сите исти, не сме сите исто воспитувани, не сме сите исто растени, не сме влезени на крај на денот сите со иста цел во политиката, некои се влезени од едни причини, некои се влезени од други причини, некои од трети. Ја можам за себе да зборувам, а тоа е дека јас сум влезен од причина да оставам трак позади своето работење, да оставам трак оној момент кога ќе си заминам за 1, 2, 3, 5, 1 месец, 1 година, не е важно, меѓутоа да се остави трак за вашето работење и на крај на денот најважно од се е да вратам на општеството кое што мене ме направило успешен спортист, да вратам на државата која што мене ме направила да успеам во спортот, ми ја дала шансата и едноставно чувствувам обврска да тоа им го должам
на младите деца, тоа го должам на општеството, тоа го должам и на спортот, да вратам дел од се она што мене ми овозможило да имам таква кариера како што сум имал, а сега да својата граѓанска должност ја обавам преку работењето на оваа позиција на која што сум. Министре, вие чувствувате должносно на што се должи оваа драстична разлика од 8-1, 6-7, па и 2-1 да има многу е. Нели, еве, вие сте веќе 2 години на оваа челна позиција. Што е разликата според вас? На што се должи? Вие премногу работите и како нели нова влада и како министерство тие ништо не работеле или можеби па ништо не ги интересираше како што беше на сите можни полиња. Разликата е и ако гледате и во министерството, во спортот, нели тогаш е агенција, сега е министерство, транспортот ако го видите, ако видите надворешни работи, што и каде и да отворите, разликата е голема. Во што е разликата меѓу ВМРО, ДПМН и СДС? Па според мене, Да. мислам дека разликата е во причините кои што се нафаќате да влезете во политика. Так. А тоа е ако некој одлучил, прифатил или неговите размислувања се такви дека влегол во политиката за добие некоја функција и таа функција да ти носи бенефити во животот, работата ќе биде таква каква што ја наследивме. И јас апсолутно сум влезен од сосема по инакви причини, а тоа е, пак ќе повторам, да оставам белег и да бидам пример за општеството, меѓутоа најважно од се е да бидам и пример и за моите дечиња, затоа што моите деца се мали, немаа можноста да ме гледаат како спортувам или како се натпреварувам професионално во делот на спортот, меѓутоа сега веќе се во години, ајде постариот син кој што веќе почнува и да разбира помалку, има 8 години, почнува и да разбира помалку и да оставам и да бидам пример за нив и за него како тоа треба да изгледа еден човек кој што треба да си ја почитува државата, треба да си ја почитува народ и да си ја сака својата татковина и да биде пример за најблиските, тој за мојата семејство, за општеството и на крај на денот за по нашето заминување од овој свет да се остави трага дека се постоеле. Во рамките на овие 2 години се направија многу работи, многу проекти. Еве, кои беа најголемите, може и вкупно, еве, што се направи, но кои беа најголемите проекти? Па направивме, кога вака ќе резимираме, мислам дека навистина сум горд на се она што го направивме сите во министерството, не сум само ја. Меѓутоа сум горд за тоа што сме зборувале ние и на почетокот на мојот мандат, зборувавме за сите оние застарени или почнати проекти и остаени така. Тоа се оние 6 фамозни базени, 5 фамозни базени, кои што успеавме да ги завршиме сите. Дел од нив се пуштени, дел се уште не се заради технички работи. На тоа ќе додадеме уште 2 базени кои што се во завршна фаза и уште еден кој што го почнавме во Струмица, кој што воопшто не беше почнат од нивна страна. Тоа се 8 базени кои што се една сериозна бројка на базени. Реконструиравме 4 спортски сали, една од поглавните спортската сала Расадник, која што навистина еден проект со кој што се дава една тежина на професионалниот спорт на територија на Скопје, меѓутоа и во Македонија. Се дава еден дом на сите оние кои што ќе спортуваат и ќе рекреираат во таа спортска сала. И на крај на денот, околу спортската сала, која што комплетно беше руинирана, 30 години стоеше запуштена, беше собиралиште на, не знам, на луѓе кои што бездомници, кои што живеат таму, кои што спијат. Ние успеавме да направиме навистина една сериозно квалитетна спортска сала, заедно со тогашниот градоначелник на Кисела вода, господин Торце Георгиевски, а сегаше на град Скопје, и се договоривме да и околината партерно ја уредиме таа спортска сала, каде што сега доби навистина преубав плоштад на преку 2000 метри квадратни, доби една фотана. Значи не е само спортската сала, квалитетот на животот, место каде што ќе може секој еден да излезе да прошета своите дечиња, да рекреира во спортската сала, да се напие кафе во локалните кафулиња, така да комплетно направивме една слика преубава која што е за општина Киселово и за град Скопје, но и за Македонија. Така да тоа се проектите кои што реконструиравме спортската сала во Радовиш, во Ново село реконструиравме спортска сала, започнавме нова сала во аеродром, во војната академија која што ќе биде за употреба и на војните питомци, ќе биде за употреба и за локалното училиште, меѓутоа и за спортските клубови и за рекреативците, така да таа една сала која што ќе биде, мислам, многу корисна во тој дел на градот Скопје.
Во завршна фаза сме подпишани, избрани се изведувачи и завршени се сите постапки. Мислам дека за некои 30 дена ќе почнеме со изграда на нова спортска сала во аеродром позади Фудбалска федерација на Македонија. Нова спортска сала за отприлика 20 до 30 дена се очекува во Крушево да се почне. Тоа се све објекти кои што ќе остават трак на квалитетот на спортувањето, рекреирањето, на животот на крај на денот, и мислам дека за 2 години ова се едно сериозна бројка на капитални инвестиции. Реконструиравме преку 50 на спортски игралишта, мултифункционални територии на цела Македонија. Успеавме да ги донесеме спортските игри Плазма во Македонија, кој што беа еден навистина спектакл, да дојдат сите оние звезди кои што беа наши гости на Министерството, на владата на Република Македонија, кои што беа и на плоштадот на промоцијата и отпочнувањето на тие игри. Успеавме да донесеме светско првенство во училишен спорт во Република Македонија. Така да ова се работи кои што Министерството за спорт за само 2 години успеа да го направи во рамки на нашите можности. Можевме повеќе, секогаш се може повеќе, меѓутоа кога ќе влезете во една борба со една институција, трансформација на една институција која што беше Агенцијата за млади спорт, да се потсетиме дека јас сакам да се потсетувам на лошите работи за луѓето, не ги заборават, а тоа е кога ќе се присетиме дека во таа агенција 20 директори се обвинети за малверзација со финансиски средства, кога еден претседател на Олимписки комитет е заедно во таа група со уште тројца вработени, вкупно се 8 на бројка, се обвинети за финансиска малверзација, мислам дека околу 5 милиони евра. Ние од таа институција успеавме да направиме ова што е денеска, и институција која што ги продуцира сите овие проекти кои што ги набројав пред малце. Така да ние сме решени да одиме по тој пат, цврсто го газиме патот и си го трасираме. Си ја трасираме иднината на спортот генерално, и сигурен сум дека во иднина ќе продолжиме со оваа динамика да ги решаваме проблемите на луѓето, меѓутоа и да подобруваме спортска инфраструктура и квалитет на живот. Кој беше најголемиот предизвик овие 2 години? Ако зборуваме за проектите, дали можеби салата Расадник, дали можеби некој од базените? Па видите, базените беа сериозен предизвик, сериозен предизвик, затоа што таму беа работите измешани. Нас не требаше барем 6 месеци да ги отплеткаме работите. Кој е прв изведувач, кој е втори изведувач, подизведувач, еден изведувач, добиен тендер еден, друг, трет, значи навистина комплицирана ситуација со проекти. Проектите се направени така како што се направени. Некој си имал таква намера да профитира од тие проекти. Тендерите беа завршени, изведувачите беа избрани, така да требаше да се разговара со сите оние кои што почнале да работат, па не довршиле, па влегле други, па не довршиле, па влегле трети. Се вие со сите треба да влезете, да разговарате, да видите кај е ситуацијата, каде е проблемот и да најдеме решението и излез од тој проблем. Така да доста беа тешки за работа тие проекти. Видите, кога почнувате нешто ново е многу полесно, меѓутоа кога ќе начекате нешто кое што е оставено, замислете 4 години да градите базен, мини базен училишен како што тој го проектирале тие така во тоа време, е навистина жално пред се, затоа што се чекало 4 години, биле незаинтересирани, веројатно имале некој интерес кој што на почетокот си го завршили, после тоа не ги интересирало. Така да секој еден проект кој што меѓутоа е на крај на денот се тие проекти па и посладки и поубави кога ќе ги завршите. Со салата Расадник исто така беше еден сериозен проект кој што барем го менувавме проектот 7 до 8 пати за да биде идеален како што е сега. И бака да кажеме куриозитет, јас секоја недела како ден, бидејќи мојата фамилија живее блиску до салата Расадник, и посетувајќи ги нив, одев и до сала Расадник за да направам инспекција, нели? И син ми го зимав со мене, и веќе после 10-тиот пат кога ќе се паркиравме пред салата, вика: "Тато, аман бе, пак ли на салава ќе дојдеме?" Така да доста куриозитети има поврзани со таа сала, меѓутоа сега како што е завршено, мислам дека навистина е преубав објект,
со плоштадот заедно нормално и мислам дека сите во министерството треба да сме горди, во државата генерално треба да сме горди за тоа што оставаме еден објект кој што ќе значи пак е повторно трајна вредност. Што беше најголемиот проблем со кој најчесто се соочувавте? Дали тоа беа парите, можеби екипата, времето, трансформацијата од агенција во министерство, конекциите, Вете, можеби... се се тоа процеси кои што се измешани. Вие не може да барате од еден изведувач кој што гради еден спортски објект динамика, доколку за тоа не биде соодветно испратен и со средства да го пратите. Ние, да речеме, јас имав таа среќа да ајде кажам сега, можеби ќе звучам нескромно, меѓутоа својот личен интегритет во некој случај го употребам за да луѓето разберат дека и да ми веруваат на збор дека работата треба да се заврши, а дека средствата ќе ги добијат за 1, 2, 3, 5 месеци своите средства по договор што им следуваат, така да се тоа измешани процеси во кои што треба вие да ги буткате процесите. Процесите не може да се решаваат сами од себе. Мислам, секој еден процес ако го оставите и ако како да ви до најмала ситница треба да го контролирате тој процес за да нема проблеми и застои и вие треба да сте иницијаторот на процесите и на буткањето на тие процеси. Вие треба да се јавувате не знам еднаш неделно кај тој што гради салата или базенот или кој да е или игралиштата. Вие сте тој кој што треба на состанок со вработените да ги мотивирате да си ја работата побрзо од што треба за да го стигнеме времето. Вие сте тој кој што треба да направите однос со вработените кои што ќе има меѓусебна доверба и меѓусебно почитување на кои што кога вие ќе кажете нешто нема потреба да се проверува таа информација по 2 пати. Вие треба да сте тој кој што во одреден период секој еден вработен, секој еден човек има проблем во животот било каков и вие сте тој кој што треба во исто време да бидете и пријател и претпоставен и во рамките на можностите на секој еден човек кој што е вработен во Министерството за спорт генерално и во нашето окружување да му помогнете на тој човек за да тој човек биде ослободен од секакви грижи за да може да се посвети на проектот или на работата која што ја барате од него. Јас можам да кажам дека навистина со сите оние кои што се вклучени во било кој процеси во Министерството за спорт имам комуникација буквално немаме работно време, значи јас знам да се јавам и за некои процеси во не знам 8 навечер, 9 навечер затоа што навистина утре имам некој состанок и сакам да бидам информиран за како течат работите и морам да кажам дека сум и навистина благодарен на сите оние вработени кои што имаме таква комуникација, се почитуваме и не тоа ви се лутат, не? Па добро, може и да се лутат понекогаш, меѓутоа кога можам јас како министер да немам работно време, можат и сите вработени кои што навистина се имаме однос кој што стварно сакаме да направиме нешто добро. Не сме за некакви си бенефиции, не знам, обезбедувања, коли, шофери, тоа не постои во Министерството за спорт. Во Министерството за спорт не постојат картички службени. Можам да кажам дека репрезентација нема, значи. Не, можам да кажам со гордост дека јас како министер нити имам картичка за репрезентација, нити било кога ќе имам, нити сум искористил некој од тие бенефити затоа што навистина нити на било кое патување надвор од државата сум земал дневница која што следи по закон. Меѓутоа јас не сум ја земал зашто навистина не гледам потреба за такво нешто, така да све зависи на крај на денот, има проблеми многу, меѓутоа на крајот зависи колку сте спремни да се вложите, колку сакате да работите од напред и колку сакате да оставите трага позади тоа што работите. Колку во целата оваа приказка е битна соработката со останатите институции, со општинските власти, но и со останатите министерства, па и со премиерот, како ја цените соработката, на кое ниво е? Не, видите, без соработка на сите нивоа не може работите да додат напред, да не бидеме тука неискрени. Значи, вас ви треба дозволи апсолутно за се, вас ви треба дневна комуникација со премиер, со министри колеги, со локална самоуправа. Значи, апсолутно тој процес, кажав, меѓутоа, вие сте тој кој што треба да го буткате тој процес. Нели? Ако вие сакате да направите сала во, не знам, ќе земеме, не знам, во аеродром. Градоначалникот исто така сака да направи, меѓутоа,
вие си ја терате вашата програма, он си има своја програма. И ако вие не бидете иницијатор на состаноци, на буткање на процесите побрзо, таа сала, или можеби, сега нели карикирам со вакво, дозволата за добивање, за изградба на салата, ако ја буткате вие да бидете внесен во процесот, ќе трае можеби, не знам, 30-40 дена. Доколку не ја буткате, таа ќе трае можеби 60-70 дена, што е природно, нели? Така да вие треба да бидете носител на тој процес. Комуникацијата апсолутно со сите министри на супер одлично ниво, со премиерот мора да комуницирате на дневна основа, нели? Сепак на крај на денот е претпоставен и вие мора да го информирате и за најмала работа, проблем, позитивна работа, ви требаат средства повеќе да се планираат, значи нормално е да има комуникација на дневно ниво. Значи имате отворени врати секаде. Па проектите окажуваат тоа, да. Така. Дали еве сепак и не ги делите општините како што велат и сакаат да кажат од опозицијата, не само за вас, за се друго, по партиска база? Дали еве општините се покриени и опозицијските, иако реално па и не се така многу да ги покриете, и општините на коалицијата и власт? Не, видите, јас сум тип на човек кој што апсолутно сакам да пристапувам професионално кон својата работа, така да ние апсолутно работиме и помагаме и градиме онаму каде што гледаме ние дека има највеќе потреба. Еве морам последно да кажам нешто кое што дојде како барање од градоначалникот на Делчево пред некои 3 месеци. Тоа е за реконструкција на спортската сала во Делчево. Нас апсолутно тоа не ни беше во план. Делчево не ни беше во план, меѓутоа дојде барање од градоначалникот. Излеговме на терен и увидовме состојбата дека е навистина катастрофална. Го направивме проектот и еве веќе мислам дека за некои 10 дена ќе почне реконструкцијата на спортска сала во Делчево, што е навистина што ќе каже како одговор на вашето прашање, тоа е дека секој кој што ќе донесе барање до нас за реконструкција на игралиште, за спортска сала, за помош од било кој во било кој основ во рамките на нашите можности, нормално сега ние не сме министерство со не знам каков огромен буџет кој што има неограничени ресурси, меѓутоа во рамките на нашите можности ќе повторам кажав 4 нови спортски сали да почнете за 2 години, за 1 година и 4 да реновираат, реконструирате за 4 за 2 години, да завршите 7 базени, да направите преку 50 игралишта. Мислам дека тоа доволно кажува дека се трудиме на сите страни да направиме она што мора и што треба и што ни е наша обврска да го правиме. Денеска министерката за финансии го презентираше пред неколку часа ребалансот на буџетот на Република Македонија. Дали спортот имате информација или не е засегнат од новиот ребаланс? Ние сме можеби едни од ретките кои што добија плюс средства на буџетот. Так. Тоа е за капитална инфраструктура и веројатно, не знам да не испадне дека нешто знам па зборувам, меѓутоа веројатно се водат според реализација на буџетот од минатата година. Ние минатата година и предминатата во 2 години, значи имаме реализација на капитални инвестиции од 99% и реализација на буџетот од 98%, што ќе каже дека добро си ги планираме средствата, не остануваат вишок средства за да нели ние бараме премногу, па не можеме после да ги потрошиме и парите стојат врзани, а не се користат за ништо. Не, во нашиот случај не е така. Значи, Министерството за спорт, во капитални инвестиции имаше 99% реализација, што е навистина сериозна бројка. Во реализација на буџетот комплетен на Министерството, 98%, така да веројатно по тие параметри се воделе и оние средства кои што ние ги побаруваме во ребалансот, тие оцениле дека се адекватни бројките на она што го бараме и добивме зголемување, на што сум навистина благодарен и сигурен сум дека ќе продолжиме да ја оправдуваме нашата улога и сигурен сум дека до крајот на годината реализацијата на нашиот буџет ќе биде преку 90%. Инфраструктурата за која што зборувавме, најбитниот темел на целата приказка, особено за спортот, ако немате каде и со што, нели, како и би вежбале, но на што друго се насочивте во рамките на овие 2 години? Видите, спортот не смее да биде социјална мерка.
ние владата на СДСМ направи според мене со така наречените ваучери. Тие го направија тој така наречен ваучер за од нивни лукративни причини и затоа имаат и обвинение. Е доста важна. Субвенцијата во спортот е доста важна за функционирањето и за мотивирањето на спортот и развивање на спортот. Меѓутоа се јава друг проблем, а тоа е дека во еден период се јави и се направија клубови само за да го добиваат средства од државата, без да има некоја развојна компонента. Вие во моментот кога вие немате развојна компонента, се губи смислата на финансирањето во спортот. Ние после 30 години постоење прв пат направивме ревизија на тоа како се делат средствата и како се трошат средствата доделени од државата за спортот, за федерациите, за клубовите. Направивме ревизија на 75% од спортот и финансирањето во спортот, како се трошат средствата. И морам да кажам дека наидовме на еден, за мене очекуван, меѓутоа не во таа мера, една проблематика која што остава голем простор за корупција. Меѓутоа, ние отидовме чекор понатаму, сите оние кои што федерации, клубови кои што има, ајде да кажам, не им беа оправдани трошковите како ги трошиле средства од државата, ги викнавме на разговор и на сите тие им е укажано дека мора да ги почитуваат сите правила, а тоа е да поднесуваат соодветни сметки како се трошат државните пари. Значи не може вие да како извештај за потрошени средства од државата напишете на бел лист патување во Финска. Тоа е апсолутно недозволиво. Мора да имате соодветна фактура, каде е платена, од кого е платена, колку е платена, дали е платен данок на тие средства. Така да мора да почнеме да работиме и во насока на едукација на спортот во Македонија и на тие, да кажам, спортски менаџери кои што ги раководат клубовите и федерациите. Сега на многу луѓе не им се допаѓа ова, меѓутоа мора ред да има. Не може средствата од државата кои што се мои, ваши, на сите граѓани, да секој ги троши како што ми сега треба ги троши. Не, апсолутно не може тоа така, ќе се трошат средствата како што треба да се трошат, а тоа е за спортот и директно за спортот, за најмладите, за патувања, за плати на македонските спортисти, за одржување на спортските сали. Значи не може некој да му текне од тие пари да ги извади парите и да си купи кола. Тоа апсолутно не функционира така и не сме да биде така. Така да има доста работа, не далеку сме од идеално, меѓутоа почнуваме да вршиме таква едукација на спортот. Видите, државата дава околу 12-13 милиони евра субвенции во спортот. Тоа се сериозна сума на пари. Јас сум свесен дека за некои се тоа малце пари. Јас сум свесен дека на субвенции и на средства или на пари, пака грубо да кажеме, никогаш доста. Меѓутоа треба да бидеме свесни и да почнуваме да размислуваме дека за средствата инвестирани од државата мора да се враќаат резултати. Сега мора да почнеме средствата да ги трошиме правилно, да се плаќаат даноци и да се испорачуваат резултати. Така да не е само спортската инфраструктура важна и како ги трошите парите кои што државата ви ги дава, дали се правилно насочени. Важно е и тоа да секој еден има, ајде да кажа вака, осет за одговорност и да има чувство на одговорност за тоа каде се трошат парите и на крај на денот ние ќе продолжиме со овие контроли и доколку не биде, ајде да кажам, финансиската дисциплина на ниво ќе по сила на закони ќе поднесеме и соодветни обвинувања. Така да мора да се направи ред, не е само да се направи сала и да се остави салата 30 години да ја стопанисува еден, втор, трети, да се даде на некој, не знам, на 30 години стопанисување и да чекаме сега да дојде некој нов министер за 30 години па што ќе реконструира салата. Не може така. Мора да се чува затоа што на крај на денот тоа е на сите нас. Имајќи предвид дека поминаа 2 години, најголема афера испадна од вашите претходници во агенцијата со ваучерите, но еве имаше ревизии, какви се неработи се покажа и докажа. Знам дека имаше дубари и со базените кои што беа нели фатени буквално. Што се случувало во минатиот период пред да дојдете? Па видете,
многу работи. Затоа секој оној потек кој што го правиме денеска не ги дава катастрофалните резултати или добрите резултати денеска или утре. Ги дава од сега за 2-3-5 години. Така да се ова што денес го гледаме и ни се случува е резултат на работа од последните 5 години, кои што 7-10, кои што некој ги правил во делот на спортот. Финансирање во спорт, начин на тоа како се делеле ваучерите, контролите кои што не се правеле на средствата кои што се доделени од страна на државата кон спортот и кон клубовите генерално, така да базените се една приказна сама за себе. Меѓутоа имаше, јас кога станав министер, имаше два правци по кои што може да одиме, а тоа е или да ги стопираме базените кои што беа 15-20% изградени, беа потрошени пари на народот, и да ги стопираме и одново да ги тендерираме. А знаејќи дека цените сега на се покачени барем за 30%, базените ќе ни излезеа барем за 30% поскапи од што се сега. Така да имаше и ситуации кај што еден беше и проектант на базените, и надзор на самите базени, и застапник за еден од опремата која што беше вградувана во базените. Значи, евака народски да кажеме, човекот сам си нацртал дека базените треба да изгледаат како што изгледаат, да ги имаат опремата која што ја имаат, а всушност тој ја набава опремата за базените. Така да многу работи, меѓутоа тоа е една, можеме да стопираме се или да ги довршиме базените овакви какви што се. Мислам дека е одговорно и обврска на секој еден човек да, без разлика колку имена не ми се добија проектот, ја имам обврска како министер да го завршам тој проект, за да на крај на денот не бидат потрошени залудно тие средства кои што биле потрошени на граѓаните. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за фокусот кон младите, дали останува, ќе зборуваме за она што ќе следува во следниот период, 26-та и понатаму. Со нас е министерот Борко Ристовски. Се враќаме веднаш по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е министерот за спорт Борко Ристевски. Колку тоа што, бидејќи бевте спортисти, тоа добар познат спортист, колку тоа ви помогна во работата кога влеговте како министер, бидејќи ги знаевте проблемите на терен, да, еве во ракометот или како и да е, но како спортист директно влеговте во редовите, не како некој од страна. Колку тоа помогна во работата и ви помага дневно и сега во работата? Знаете како, многу едноставно. Колку време ќе вложите во работа, побрзо ја совладувате материјата, и на крај на ден еве една проста да направиме математичка операција. Ако еден човек просечен работи до 15 часот, ја како спортист сум научен и верувам дека само работата носи успех, талентот е минорен, доколку без работа го имате, се е џабе. Така да работата е клучна и посветеноста е клучни, се клучни зборови во секоја една работа, толку сега да успеете. И една проста математичка операција, ако некој просечен човек работи до 15 часот, а јас дома не заминувам пред 17-18 часот, значи останувам 3 до 4 часа повеќе секој ден. Во тие 3 до 4 часа, кога ќе ги помножите на 365 дена, направете математика колку часови повеќе работа, не јас. Има еден човек кој што работи до 18 часот, а другиот до 15. Така да бара голема жртва, бара големо одрекнување од комодитетот на животот. Морам да признам дека наистина пред да се нафатам на оваа позиција живеев комотен живот, живеев живот кој што не беше ни блиску налик на овој. Така да препреки има многу, проблеми има многу. Меѓутоа, од секогаш ме водело и во кариерата и сега по работа ше работам, тоа е да работите, без работа нема ништо, да бидете упорен, да бидете скромен во животот генерално и да на крај на денот одлучите колку сакате да посветите дел од вашето време и од животот за да успеете во наша работите. И на самиот старт кажавте, кога дојдовте, дека фокусот ќе биде на младите. Дали се остварува тоа и што е направено за младите во рамките на овие години и ќе се прави? Па, видите, сите работи одеднаш е факт дека не може да ги направиме. Она што јас можам да кажеме дека направивме да биде поголем фокусот на младите, а тоа е да
им создадеме подобри услови преку спортската инфраструктура, да младите ги промовираме да бидат звезди на општеството или да бидат звезди без разлика што тие не се вистински звезди, меѓутоа кога еден дедо ќе си го види внучето свое како спортува, една баба ќе си го види, еден родител ќе си го види внучето или детето како спортува, тоа е оној моментум кој што го постигнувате за поголема свест на сите нас во општеството. И тоа како треба да не изгледа едно здраво општество. Успеавме да ги донесеме спортските игри плазма во Македонија. Ние бевме единствена држава на Балканот која што не беше дел од тие спортски игри плазма, што самото тоа ќе каже дека фокусот наш е на младите. Инвестиравме на вистина сериозна сума на средства. Веќе во моментов се одржуваат и тие спортски игри на млади на територија на цела Македонија. Организацијата е на Федерацијата на училишен спорт преку која одат, со која што имаме навистина одлична соработка и морам да им честитам за се она што го прават за да функционираат на ниво тие спортски игри плазма. Преку 25.000 дечиња се дел од тие спортски игри плазма на територија на цела Македонија. Потоа финалистите ќе дојдат во Скопје, околу, не знам колку се, околу 1200 или 300, ќе дојдат во Скопје на финални надпревари, па најдобрите 200 дечиња или 220 државата ги праќа на финалињата на спортските игри плазма, кои што се одржуваат во Сплит секоја година, на која што дечињата од целиот Балкан учествуваат. Сега ќе имаме дечиња од Македонија, ќе бидат дел на кои што спортски игри, морам да кажам дека не се навистина едно светско ниво. Таму доаѓаат звезди кои што се Фиго, не знам, председателот на Пари Сен-Жермен, Предраг Мијатовиќ, Предраг Даниловиќ, сите оние звезди кои што беа тука, не знам, Симе Врсајко, сите оние спортиски звезди кои што се од Балканов и од светот беа тука и ќе можат да со своите другарчиња од Балканот се надпреваруваат во различни спортови, тоа во 10 спортови. Така да тоа се многу значајни чекори, ако мене ме прашувате, не само за дали ќе бидат последни или ќе бидат први, тоа е апсолутно неважно, меѓутоа ќе учат дека преку спортот се стварат нови пријателства, дека преку спортот се градат нови мостови, ќе сватат дека спортот е нешто кое што ги гради карактерно, затоа што вие кога сте спортисти, кога се бавите со спорт, не може да спиете од 12 часот. Кога сте на распуст, треба да станете во 8 часот дојдете на тренинг. Па ќе дојдете дома, ќе одморите, па попладне пак имате тренинг. Па треба да внимавате што јадете, па треба да внимавате како се однесувате, затоа што и за однесувањето треба да ви соодействува со професијата со која што се бавите. Така да се учат децата на многу здрави навики кои што ќе им служат во животот и што е уште поважно, се учат децата дека и во поразите се учи. Не се учи само од победите, и во поразите се учи. Се учи дека не е најважно во животот да победиш, него е најважно во животот да научиш да стануваш кога ќе бидеш поразен и да научиш да му даеш рака да честиташ на тој подобар кој е од тебе во било кој спорт да се бавите, така да не мора сите да бидат врни спортисти, не мора сите да се бават на крајен дел со професионален спорт, меѓутоа кога ќе истекнат тие здрави навики, ќе бидат и подобри луѓе пред се, ќе бидат подобри, поздрави работници во било која фела и да се бават и ќе научат дека треба да го почитувате колегата, треба да немате завис кон никого и на крајен ден да си помагате на други. Го ја начнавте темата, нели, од пред 2 години дистанца временска и сега очекувавте да биде полесно или потешко како министер да се работи токму на ова пат? Не очекував да биде нити полесно, нити потешко, само знаев делимично на што се нафаќам, не знаев дека ќе биде до толку ситуацијата лоша, меѓутоа пак ќе повторам, јас сум спортист, мојот менталитет е малце поинаков од да кажем од нормални работници, без да потценувам некого, меѓутоа мојот менталитет е дека јас сум научен дека за мене не постои вчера, за мене постои само утре. Денеска е моментумот, дали си бил добар или лош е помалку важно, меѓутоа поважно е како утре ќе се однесуваш кон проблемите кои што ти доаѓаат. Така да секогаш постои утре, секогаш постои нов ден на кој што можеш да се докажуваш, да си работиш работата подобро од вчерашниот ден и да не обраќаш внимание на работи кои што не можеш да влиеш и на работи кои што не можеш да ги промениш. Така да мислам дека тоа е еден важен моментум и еден важен ментален склоп кој што треба секој едно младо дете кој што утре ќе се бави со било која
работа да има во својата глава и токму тоа е поентата на вложувањето во младите. И кога кажуваме младите се наша иднина, не е тоа флоскула, барем за мене не, затоа што сите овие спортски параметри кои што ги кажав или спортски навики кои што ги дава спортот, верувајте дека ќе ви служат во животот и верувајте дека ќе служат на секој едно детенце да биде ментално постабилен, да биде ментално посилен, да се однесува добро кон своите родители, да биде културен, да биде воспитан, затоа што ние не може да бидете спортиста и да бидете некултурен и да се однесувате некултурно со тренерите. Таквите не траат во спортот, таквите не траат во животот генерално и тоа се од тие работи на кои што ние треба да ги едуцираме нашите дечиња, да ги учиме на нашите дечиња, а шансата да настапуваат на вакви надпреварување како што спортските игри плазма, како што е светското првенство во ракомет на кој што Македонија го освои првото место, кој што се машките го освоја првото место, женските освоја второто место. Мислам дека треба да сме горди на тоа затоа што ствараме победници. На Македонија и требаат победници. На Македонија не и требаат луѓе кои што ќе се жалат секојдневно како тоа не чини во светот и во државава и како тоа имаат проблеми на работа и како тоа не знам имаат проблеми со здравјето, туку треба сите да сме свесни дека ние сме тие кои што од нас зависи се и ние сме тие кои што треба да ги направиме промените. Промените се прават преку сопствен пример, никако поинаку. Неизбежното прашање следува реконструкција деновиве, што очекувате за себе и министерството? Сум кажал и претходно, навистина сум апсолутно релаксиран во тој поглед, затоа што навистина знам што сме направиле како министерство. Секоја една одлука која што ќе донесе председателот на владата и владата апсолутно ќе биде почитувана, прифатена и тоа е тоа. Немам навистина не сум тип на човек кој што нели ќе се жали, ќе објаснува како е така е, немам апсолутно како ќе одлучи председателот на владата, јас сум апсолутно задоволен од она што јас го направив, дали може повеќе, да може. Дали сум можел повеќе, да сум можел. Меѓутоа околностите и можностите во овој момент се такви какви што се и јас апсолутно ќе ја поддржам и ќе ја почитам секоја одлука. За крај, во тека светското фудбалско првенство, кој е ваш фаворит? Па штета што Македонија не е дел, иначе ќе беше Македонија. Покрај земите кои што од Балканот кои што настапуваат, мој фаворит секако е и репрезентацијата на Шпанија. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам и на запоната. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.